Ние продолжуваме со серијата проповеди блаженствата, кој што е дел од текстот во Евангелие според Матеј 5 глава. Таму се набројани 8 блаженства и зборувавме веќе за некои од нив. Денес ќе ги погледнеме последните две, 7-та и 8-та. 7-то блаженство, читаме за него исто така во Евангелие по Матеј, 5 глава, 9 стих. Вели, блажени се миротворците, зашто тие ќе се наречат синови Божи. Интересно е, кога ги читам овие блаженства, ќе видиме дека има некаква градација на блаженствата и некако едно води кон друго. Оној кој што е беден по дух следува дека е истиот оној кој што треба да го препознае својот грев и да плаче или да тагува заради гревот. Исто така, понатаму вели, блажени се кротките, што претпоставува дека таквите личности стануваат кротки по карактер. Блажени се гладните и жедните за правда, кај овие лица се менува нивната природа и карактер и сега овие луѓе кои што може би претходно живееле во грев, живееле неправедно, нечесно и биле промотори на неправдата, сега овие луѓе се променети и се жедни за правда и промовира правда. Истите тие луѓе Библијата вели за нив или Исус кажува дека се луѓе кои што сега се со чисти срца. И овие луѓе сега Библијата ги нарекува миротворци. Овие луѓе кои што претходно биле можеби најпознатите битанги, најпознатите тепачи, најпознатите криминалци, можеби на лош глас, сега овие луѓе променети преку Христовиот дух, Библијата вели ќе се наречат миротворци. И затоа Исус вели ги става оваа група на блаженство и вели блажени се миротворците, бидејќи ќе се наречат синови Божи. Интересно е што Исус ова изјавја кажува помеѓу евреите, кои што можете да замислите во тоа време биле под окупација на Римската империја. Исто како што ние сме биле на времето може и под окупација на турците, 5 века под турско робство или подосна под германската окупација, се извинувам. И сега замислете во една таква ситуација Исус доаѓа и вели вие треба да бидете миротворци. Вие треба да бидете ненасилни. Можете да си предпоставите како тоа звучало во ушите на евреите кои што биле под опресија на римјаните, секојдневно угнетувани и веројатно многу од нив размислувале за востание. Дури имало и такви групи зелоти кои што се бунтувале, кои што биле на вид партизани, се бунтувале против римјаните. И можам да замислам дека на ниеден евреин, на повеќето и на голем дел евреи им поминало низ главата мислата да подигнат востание, да се ослободат од робството на римјаните. И сега доаѓа Исус и вели, вие треба да бидете миротворци. И вели, блажени сте ако сте миротворци и ако копнеете за мир со другите. Се чини дека и денеска сепак христијаните сме соочени со еден сличен предизвик. Непријателството и злото расте во светот. И се добива чувство дека наједноставно решение и денеска како и тогаш е силата. Често пати кога гледаме како има насилство, велиме решението е земи пушка у рака, или за овие луѓе, за овие злосторници, само пиштол е решението. Земи оттепај ги. И ние размислуваме во таа насока, нели? Често пати мислиме дека
решението за агресија е агресија. И затоа имаме толку многу војни во светот. Па сепак Исус ни кажува дека решението е да бидеш миротворец. Решението на насилството е кога се повеќе е присутно, потребни ни се се повеќе луѓе кои што ќе бидат миротворци. И прашањето е во овој контекст, што всушност значи да се биде миротворец? Читаме, значи, во овој текст, блажени се миротворците, зашто тие ќе бидат наречени синови Божи. Но што значи во суштина? Најнапред, ајде да видиме зошто Библијата кажува дека ќе бидат наречени синови Божи. Или јас би додал и овде и ќерки Божи. Затоа што миротворството или мирот е Божја особина. Марија денеска ги читаше сите особини на Бог, дека Бог е праведен, Бог е добар, Бог е милостив. Но една од особините на Бог исто така и дека Бог е извор на мирот. Тој е миротворец исто така. Читаме во Римјаните 15 глава, 33 стих, и ова е само едно од стиховите, ако има на барем уште 10 места, вели апостол Павле и Бог на мирот, или во некои преводи стои и Бог кој што е извор на мирот, нека биде со сите вас. Самата Библија ни кажува дека Бог е извор на мирот. Во неговата природа е да твори мир. Токму затоа и во Исаија 9 глава, кога пророчки ни е најавено раѓањето на Исус, кој што го прославувавме пред само една недела, таму пишува: син ни се даде, ни се роди и ќе биде наречен, знаете ли како? Принц на мирот. Исус, кој што беше најавен пророчки преку Исаија дека ќе биде роден, еден од епитетите кој што му е даден, вели и ќе биде наречен принц на мирот. Тој е оној кој што во себе ќе носи мир. И ќе видиме за каков мир станува збор. Всушност мирот за кој што зборува дека ќе го носи Исус, пророк Исаја, е мисијата која што му беше дадена на Исус, мисија за помирување на човештвото со Бога. И еве ќе го видиме тоа нешто во Колосјаните, например, 1 глава, се вели преку него, преку Христос, Бог реши да измири со себе се што е на земјата или на небото, творејќи мир преку крвта на неговиот крст. Апостол Павле овде во писмото до Колосјаните ни кажува дека Бог намислил преку Исус да поизмири се што е на земјата и на небото, да твори мир преку крвта на неговиот крст. Во 2 Коринтијаните ни се кажува дека и ние во тој контекст сме носители на мирот. Затоа кога ние сме повикани да бидеме миротворци, Библијата кажува дека од нас се очекува да ја продолжиме истата мисија. Библијата ни кажува дека Исус исто така донесе помирување помеѓу евреите и останатите народи. Вели Христос е тој што не помири, кој од евреи и неевреи направи еден народ, гурнат зидот што не раздвојуваше и не правеше непријатели. Гледаме, Христос донесува помирување помеѓу човештвото и Бог. Неговата цел или неговата мисија беше на крстот, тој да го отстрани гревот или да ја плати казната за гревот и со тоа човештвото да се помири со Бог. И исто така тој направи од сите народи еден народ преку него, Божи народ, кој што го прифативме Христос за Спасител. Сега во тој контекст ние исто така сме миротворци. Читате што пишува во 2 Коринтијаните 5 глава од 18 до 20 стих. Вели, а сето ова е од Бога, кој што не измири со себе преку Христа и ни ја даде службата на измирување или службата на помирување. Зашто Бог го измири светот со себе во Христа, не засметувајќи им ги нивните престапи и вложувајќи ги во нас словото на измирувањето. Според тоа, ние сме пратеници во Христа. Во некои преводи стои, ние сме амбасадори Христови. Замислете колку прекрасна служба и колку возвишена служба ни е дадена.
Јас и ти сме амбасадори. И тоа амбасадори не на некоја земја, него сме амбасадори на Христос. И знаете ли, како амбасадори, која е нашата работа? Вели на тој начин Бог моли преку нас. Молиме во името на Христа. Помирете се со Бога. Гледате со што јас и ти сме миротворци. Бог ни дал служба да го помириме овој свет со Бога. Бог ни дал задолжение со нашите животи ние да ги приближиме луѓето кон Бога. Сведочејќи за Христос, со зборови и со дела, проповедајќи го Евангелието, нашата служба како амбасадори Христови, апостол Павле вели е да ги молиме луѓето или да ги повикаме луѓето да се измират со Бог и да донесеме помирување. А како се случува тоа измирување? Со тоа што ќе им кажеме дека тие треба да се покајат за своите гревови, да дојдат кај Бога, да го прифатат Христос за Спасител и да дојде до помирување. Да дојдат кај Бог и да ги очистат нивните срца пред Бога. На тој начин тие повеќе нема да се Божји непријатели. Божјиот гнев нема да е повеќе врз нив, туку тие ќе станат исто така Божји синови и ќерки. Сега, иако ние сме повикани да бидеме миротворци и да твориме мир помеѓу луѓето и Бог, па дури и помеѓу самите луѓе, и да се трудиме да живееме мирен живот, Библијата ни кажува дека ние не можеме да очекуваме ниту пак да бараме мир по секоја цена. Што значи тоа нешто? Не секогаш мирот ќе е возможен. Не секогаш луѓето ќе стремат за мир. Ние треба да се стремиме за мир, но не треба да очекуваме дека тој по секоја цена ќе дојде. Еве ќе ви дадам пример. Иако рековме дека Исус е принц на мирот, слушнете што кажува Исус во една прилика. Во Евангелие според Матеј 10 глава, од 34 до 37 стих Исус вели: не мислите дека дојдов да донесам мир. Не дојдов да донесам мир, туку меч. Ово се зборови на самиот Господ Исус. Сега не ли ви стои ова контрадикторно? Исус, принц на мирот, вели: јас не дојдов да донесам мир. Не донесувам јас мир, па не ли си ти принц на мирот, вели? Тој вели: јас дојдов да донесам меч. И ако го читате понатаму контекстот, Исус вели: јас дојдов да разделам керка од мајка или сна од свекрва, син од татко, и нивните домашни ќе бидат нивните непријатели. И ние се прашуваме: добро, што значи тоа, Исусе, дека ти не донесуваш мир, него донесуваш меч? Исус со ова не сака да каже дека тој самиот е против мирот или дека тој самиот донесува раздори. Туку она што Исус сака да го каже е дека неговото доваѓање на земјата и нашето прифаќање на него како Спасител и Господ неминовно во одредени случаеви ќе донесе проблеми во одредени семејства и во одредени луѓе. Неминовно ќе донесе ситуации во кои што луѓето, па дури и нашите најблиски, ќе се свртат против нас. И некои од вас може би сте го искусиле тоа лично. Фала му на Бога ако повеќето од нас немаме такви ситуации. Но јас тоа го искусив кога поверував. Мојата мајка не сакаше да има ништо со мене, мојата мајка ме, не знам, зборуваше дека не сака да ме види, дека, не знам, ќе се уби или било што. И всушност мојата вера во Христос донесе ситуација каде што мојата мајка се сврти против мене. Кај некои од вас може би сте го искусиле некои ваши блиски да се свртат против вас. И овде во оваа смисла Исус вели: кога јас ќе дојдам на земјата и кога вие ќе ме прифатите, тоа неминовно ќе донесе во одредени семејства војна. Не вие сте ја предизвикале, но тие сеедно ќе ве мразат. Вашите блиски, вели Исус, ќе станат вашите непријатели. И најчесто тоа се случува кога ние ќе го ставиме Исус на прво место. Во Матеј 10 глава Исус вели: секој кој што повише ги љуби своите домашни, својата сопруга или својата деца или својата мајка или татко, повеќе од мене не е достоен да ме следи. Но вели, ако некој сака да ме следи, нека се одрече од се, нека го земе крстот свој и нека оди по мене. И кога ние ќе донесеме таков став: Христе, ти си ми на прво место,
тогаш многу од нашите домашни знаат да станат наши непријатели. И затоа ние не смееме да правиме компромис по прашање на лојалноста кон Христос во име на мирот. Често пати ние знаеме да кажеме, добро, ајде за да има мир во куќа ќе се одрешам од Христос. Видите, има такви ситуации, кога родителите ќе запретат на, можеби на нивните деца, или, не знам, сопругот на сопругата, или блиските ќе кажат, само одречи се од Христос и секи биде повторно во ред. Само одречи се од Христос, не оди повеќе на црква, одречи се од Бога и секи биде во ред, ние пак ќе те сакаме. Дури знам за едно момче, еден верник во Македонија, кој што е албанец, кога тој го прифати Христос, неговите најблиски, неговите роднини му дошле со нож дома и му рекле, или одречи се од Христос, или ќе те убиеме. Или нема да си жив повеќе. И во овој случај повторно има војна која што не е предизвикана од тоа момче, ниту тоа ја посакува. Но во таа ситуација ние не треба да правиме компромиси, да кажеме, добро, во име на мирот ќе се одречам од Христос и нема повеќе да верувам. И тоа момче одлучило, рекло, ако сакате убите ме, јас од Христос не се откажувам. Фала на Бога не дошло до таму. Било сепак, може би, една лажна закана, еден блеф, или пак Господ ги предомислил, но во секој случај тој останал доследен на неговата вера во Христос. Тој одлучил да го следи до крај и да не прави компромис. Но само тоа ни кажува дека ние како миротворци понекогаш ќе се соочуваме со такви ситуации. Се разбира, Библијата во секој случај повикува, како што и Павле вели во Римјаните 12 глава, тој пишува, вели, ако е можно, доколку зависи од вас, бидете во мир со сите луѓе. Но забележете, овде има два услова. Први Павле вели, ако е можно, не секогаш ќе биде можно. И второ вели, ако зависи од нас. Не во сите случаи зависи од нас. Има ситуации кога од ваша страна, нели, вие сте направиле се што сте можели. Може би на таа личност сте се извиниле, сте се обиделе да бидете понизни, сте рекле, добро, ајде да не се расправаме, еве ти подавам рака, но од другата страна нема разбирање. Од другата страна, личноста е спремна упорно да биде ваш непријател, да ве мрази и да оди против вас. И во тој случај, ние не можеме по секоја цена да го имаме мирот. Затоа Павле вели, ако е можно и ако зависи од вас, бидете во мир со сите луѓе. Токму и затоа апостол Павле во една ситуација ни зборува и за бракот. Во врска со бракот исто така Павле советува како христијани да се обидеме да го запазиме бракот доколку е можно и доколку зависи од нас. И тој зборува за една ситуација, за еден пример, каде што ако сте влегле во брак и во меѓувреме вие сте станале верник, а вашиот брачен партнер останал неверен. Апостол Павле вели, во тој случај брачниот другар што е христијанин да не се разведува од оној што не е христијанин. Останете повторно заедно, вели Павле. Немојте да се разведувате само затоа што брачниот партнер е не христијанин. Но Павле продолжува и понатаму вели, но ако оној што не е христијанин сака да се разведе и не сака да остане со вас, нека си оди. Во таков случај, вели, не сте должни да живеете во постојани расправи, зашто Бог сака неговите деца да живеат во мир. И во овој случај, гледате, Павле советува, вели, немојте вие да бидете уништувач на бракот. Немојте вие да бидете иницијатор за растурање на бракот. Немојте да бидете иницијатор за развод. Но ако вели другиот сака да се разведе, ако тој не сака по ниедна цена да остане со вас, тогаш не зависи од вас, што може да направите. Пуштете го, нека си оди, вели. Нема да живеете постојано во расправи. Ако решил да оди, нека оди. Ние сме повикани да живееме во мир. Гледате, мирот треба да биде иницијатива од наша страна, но не можеме да го имаме по секоја цена. Сега, прашањето е како да твориме мир. Ние сме повикани да бидеме миротворци и во овој свет да бидеме пример за луѓе кои што творат мир, но како практично
доаѓа мирот или ситуации во кои што креираме мир. Истражував неколку стихови во кои што се зборува за тоа дека треба да бидеме промотори на мир, и ќе видите дека овие стихови во нивниот контекст содржат и совети, или читајќи ќе видиме во кој контекст ни се зборува за мирот, можеме да извлечеме и практични совети и поуки како да дојдеме до тој мир. Еден таков текст го имаме во Римјаните, 12 глава, и ќе видиме во кој контекст ни се зборува овде за мирот. И јас ќе го прочитам целиот контекст, од 17 до 20, вели: никому не враќајте зло за зло, а размислувајте за тоа што е добро пред сите луѓе. Ако е можно, доколку зависи од вас, бидете во мир со сите луѓе. Не одмаздувајте се за себе, возлюбени, туку дајте му место на Божиот гнев, зашто е напишано: одмаздата е моја, јас ќе ја отплатам, говори Господ. Туку ако твојот непријател е гладен, нахрани го, ако е жеден, напој го, зашто ако го правиш тоа, ќе натрупаш жар на неговата глава. Гледате, овде Павле ги советува верните, доколку зависи од нив, да се трудат да живеат во мир со сите луѓе, да бидат миротворци. Но Павле истовремено ќе видиме дека во целиот овој контекст кој што го пишува писмото, дава и совети или работи кои што го потикнуваат мирот, или обратно, ако не ги правиме, тие знаат да го разрушат мирот и да потикнат раздор, дури да потикнат и непријателство и војни. Еден од советите, ако читавте внимателно или слушате, ќе видите уште на самиот почеток Павле вели: не враќајте никому зло за зло. Еден од начините да го уништиме мирот е: ти мене така, јас тебе да видиш, јас па вака. Ти мене ќе ме удреш, јас тебе 2 пати ќе ти вратам. Ти мене ќе ми направиш лошо, јас тебе 3 пати лошо. И во тој случај можно ли да се постигне мир? Кога ние на секое зло враќаме со зло, без да простиме, без да дадеме шанса на мирот, тогаш нема мир. Затоа Павле вели: прво нешто, ако сакаме да дојдеме до мир, не враќате зло за зло. Размислувајте за тоа што е добро пред луѓето. И зошто да не враќаме зло за зло? Павле дава и објаснување, вели: не одмаздувајте се и дајте му место на Божиот гнев, бидејќи Бог вели: одмаздата е моја. Кога некој ќе ни направи лошо, ние како христијани треба да кажеме: Господи, ти гледаш овој човек ми прави, знам дека ти ќе се справиш со него. Ти брати му, ти Господе, постапи праведно, ти знам дека еден ден праведно ќе судиш, јас решам да не се одмаздувам. Така да ние го препуштаме на Бог. Ако Бог реши да вреземе нешто за тој човек, тоа е негово, помеѓу него и човекот. Но ние не се одмаздуваме. Во тој случај ние оставаме простор за мирот. Дури Павле продолжува вели: ако твојот непријател е гладен, нахрани го, ако е жеден, напој го. Со други зборови, еден добар начин како да допринесеме за мир е ако ние на оној што е против нас му враќаме со добро. И во тој случај ние ќе му ја затнеме устата. Во црквата во Штип знам дека имаше ситуација, соседите там кои што беа на црковниот објект постојано се однесуваа непријателски. И сопругата на пасторот, таа знаеше секој пат, дури ако тие и викат и ја вреѓаат, таа знаеше секој пат кога ќе има некаква прилика да и направи нешто добро. Ако добиеме некаква, не знам, хуманитарна помош, таа ќе ја однесе еден пакет. Ако нешто сготви дома убаво, знаеш да ја однесе, не знам, колач и еве сакам да ви дадам. И овие комши, интересно, на почеток кои што беа непријателски настроени, постојано викаа и вреѓаа против нас, за еден период некаде од година-две се сменија и почнаа да ни викат добар ден. Кога ќе ги видиме, тие знаеа потоа да се однесуваат љубезно. Со нивната добрина и со невраќање на зло со зло, сопругата на пасторот Астелија го смени нивното срце. И таа донесе мир. И такви случаеви можеме да најдеме веројатно многу каде што има христијани кои што се однесуваат на таков начин. Читав за еден пример, за еден христијани кој што имал нива до човек кој што бил многу непријателски настроен кон него и многу неправедно се однесувал.
Проблемот бил што таа нива се наводнувала со еден канал, кој што ја разделува водата со мали бранички. Нешто слично како ова на сликата. И сега, христијанинот си доаѓа секој утро да ја наводни неговата нива и ја отварал таа брана за да потече вода на кај него, но 5 или 10 минути подоцна ќе дошол и неговиот сосед и тој ќе затвори браната на христијанинот, ќе отвори неговата за да тече водата на кај него. И христијанинот за ова нешто многу се нервира. Еднаш пробал да се разбере со него, на тој му вратил со пцовки, со клетви, кој си ти, ти ли ки ми кажуваш што да правам, ајде мани се од тука, бегај. И со овој човек немало разбиране. И скоро секој ден така, ќе отиде тој да си ја наводнува нивата, за 10 минути ќе дојде овој другиот, пак ќе му затвори водата, ќе си отвори неговата брана и ќе си ја тера неговата работа. И христијанот треба да чека тој да ја наводни, за да ја затвори браната, па да може да почне и тој да си ја вади неговата нива. И се чудел што да прави. Еден ден дошол до идеја. Станал многу порано, уште пред да дојде неговиот сосед, и ја отворил браната на неговиот сосед и први ја наводнил нивата на соседот. И соседот кога дошол да ја вади нивата, изненаден видел дека неговата нива веќе ја навадена. И не знаел веќе што да каже. Останал без зборови. Рекол, кој ми ја навади нивата? Рекол, јас дојдов порано, сакав еве да ти ја навадам, да не мора ти да се мачиш. Следниот ден му го направил истото нешто и овој човек повторно останал збунет. И со тоа нешто, како што пиша Библијата, ставил жар на неговата глава. Соседот веќе немал аргументи да се кара и после тоа овие луѓе се спријателиле и ситуацијата потпуно се промени. Нормално, не секојаш можеби ќе можеме вака да постапиме, не секојаш ќе е мудро вака да постапиме, не треба да дозволиме и вола луѓето да ни искористуваат, но понекогаш Господ ќе ни даде мудрост со тоа што ќе се понизиме и ние ќе отидеме еден чекор поделу и ќе излеземе во пресек на оној што не мрази, ние ќе донесеме мир. Затоа Библијата ни кажува дека ако сакаме да сме миротворци, да не се одмаздуваме туку на непријателот, да го направиме добро. Еве и во следните стихови кои што ги најдов ќе видиме, има други интересни совети за тоа како да бидеме миротворци. Во 1 Петрово, 3 глава, 10 и 11 стих, вели човекот што го сака животот и сака да доживее многобројни среќни дни, нека си го варди јазикот од зла дума и устните од лага. Од зло настрана нека се држи, добро нека прави, кон мир нека се стреми и за мир нека работи. Гледаме дека и овде мирот е во контекст на некои други особини или поведение. За да се стремиме по мир, најнапред треба да си го пазиме јазикот од зла дума и устните од лага. Мислите ли дека можете да имате мир со соседите или со оние со кои што сте секој ден заедно, ако вашиот јазик постојано зборува против нив? Можете ли да имате мир со комшиката ако секој ден ја холнете или зборувате против неа, или ја оговарате, или ја клеветите? Можете ли да очекувате да имате мир или добри односи со таа личност? Затоа овде Петар не советува дека еден од начините да имаме мир со луѓето околу нас е да си го пазиме јазикот. Да внимаваме што зборуваме за тие луѓе. Ако ние за тие луѓе зборуваме добро, ако знаеме да ги пофалиме, ако разбере соседот или соседката дека вие за него сте зборували убави работи, веројатно тоа ќе ги подобри односите. Но ако вие зборувате за нив постојано лошо и негативно, па дури ако зборувате и лаги, ако оговарате, ако клеветите, во тој случај мирот нема да биде присутен. Затоа овде ми се кажува нека го варди јазикот од зла дума и устните од лага. Добро нека прави и нека се стреми кон мир. И ќе прочитам уште еден стих и ќе завршиме со овој дел. Во Евреите 12 глава, 14 стих, писателот вели: стремете се кон мир со сите луѓе и кон светост, без која никој не може да го види Господа. Мирот и светоста овде се ставени заедно. Светиот живот е основа за мир. Па дури и светиот живот кој што не доближува до Христос, бидејќи ние од него ја црпиме силата за да живееме во мир со сите луѓе.
за да имаме љубов за другите луѓе, за да можеме да ги сакаме и да простуваме, потребна ни е таа светост. Веќе без неа ние ќе немаме силата да живееме на таков начин. Затоа овие се некои совети како да бидеме миротворци. И да не забораваме, нашата прва примарна мисија на миротворци е да ги помириме луѓето со Бог. Всушност, токму и затоа сме наречени амбасадори Христови. Знаеш ли, или може би не си знаел до сега дека ти си амбасадор? Ева, ако некој те праша што работиш, кажи јас сум амбасадор. Нема да биде лаган. Само што сме ние амбасадори Христови. Досега зборувавме за блаженството да бидеме миротворци. И ќе видите, секој од овие блаженства носи со себе одредено ветување или награда. Или некаков благослов. Што беше благословот на ова нешто? Вели, блажени се миротворци, ќе се наречат синови Божи или деца Божи.